Во ова издание на Студио на Нова за една светски актуелна тема, односно посетата на Путин на Соединените Американски држави и неговата средба со американскиот претседател Барак Обама. Ќе донесе ли оваа средба нешто ново на меѓународната политичка сцена и некаква промена во односите на Русија со западните сили? Мој гостин во ова издание на Студио на Нова е Борис Камчев, новинар кој живее и работи во Русија, Санкт Петербург, и автор на ова издание Русија, книгата со наслов Русија на Путин, записи од опачината на светот, во издание на издавачката куќа Темплум. Борис Камчев, добро дојде во студиото на Нова. Драго што си деновиве тука во време кога во светот се анализира и се коментира многу оваа средба меѓу Путин и Обама. Очекуваш ли некаква промена, затоплување во односите меѓу Русија и западните сили? Да, јас не би говорил многу за средбата, бидејќи таа средба не донесе ништо ново. Тоа беа така повеќе протоколарно, дека има некаква врска, има дипломатски се зборува меѓу едната и другата страна, но говорите на Обама и на Путин во Обединетите нации пред Генералната асамблеја беа многу знаменити, тоест многу символични, и иако многумина го искритикува говорот на Обама за негово повторно пласирање на мудри теми, на мудри фрази, вртање на иста ораторска плоча, но како прво морам да напоменам дека Обама пред се им се обраќаше на своите европски партнери. Внимавајте, евроатлантското единство е, особено во конфронтацијата со Русија, во моментов се јавува како најголема вредност на современата геополитика. Да. Значи, тоа е врвен приоритет на партнерите од Запад. Мене се ми се чини дека од гледна точка на значењето на својот говор, Владимир Владимирович Путин не настапи најдобро, ако зборуваме сега за говорот на Путин. Аудиториумот ги прими, ги слушна исто што го слушаше и претходно. Да, успеа да и очигледна беше една пиар стратегија да ја шермира американската јавност. Се појави на неколку интервјуа кои со очигледна тенденција да го промени својот имидж во јавноста, барем во западниот свет. Мислиш дека успеа во тоа? И дали е тоа порака за некакво подавање на рака, дека можеби треба малку по сите оние тензии создадени околу Украина, малку да се смири топката меѓу Москва и Вашингтон, Москва и Брисел? Видите, ја сметам дека појавувањето на Путин по тие западни медиуми, тоест во Америка, и медиумското негово покривање беше повеќе, тоест неговиот одговор на тоа беше повеќе за внатрешна тема, тоест за внатрешна употреба. Тој ги кажа и аудиториумот го слушна истото она што го слушаше и претходно, а тоа е дека неговата концепција останува јасна, нели? Јасно е дека се гледа дека политичката тежина на Русија денес е многу помала од она, например, на кинеската, да не зборуваме за она на американската тежина и моќ што ја има во односите. И тоа во ваков момент и во ваква ситуација е сигурно неповолно за Русија. Сега не е Украина, јаболкото на раздорот, така му стаха се изразам. Туку сега е Сирија темата. Да. Очигледна е тенденцијата, и тоа го постори и Путин во обраќањето во Обединетите нации, да му се помогне на режимот во Сирија, кој на Башар ел-Асад. Да. За разлика од тоа, американците и Западот немаат намера да застанат на негова страна. И тука очигледни се тие разлики. Како ќе се развие понатаму ситуацијата според тебе во Сирија? Видите, дали таму ќе се случи новата конфронтација на Русија со Западот? За да се одговори на ова, повторно треба да се анализира говорот на Путин, бидејќи тој е оноа ношто символичен. Во еден момент Путин рече дека во текот на својот говор пред Генералната асамблеја рече дека исламот е една од најголемите религии во светот. Тоест тој на руски тоа го кажа многу по директно, кажа величае шија. Тоа значи дека стое како врвна, тоест најголема, можеби е најголема, да. И
и недвосмислено тој му се обраќаше на запад, но зборуваше за исламот, нели? Знаете, претходно тој се обидуваше да го натера запад да се влюби во Путин на некој начин со помош на Украина. Да. Како што спомна украинското сценарио. Тоа не се случи во целост и потоа Путин се сврте кон Кина. Впрочем, ми се чини дека расположението уште на почетокот, кога тие почна да градат такви блиски односи со Кина, откако претходно нели се случи Украина, не беше толку, тоеш беше песимистичко и тој песимизам се оправда потоа. Кинезите тогаш не ги зедоа русите во преградки, но било како се стави до знање дека таа нема да се кара, Кина нема да се кара со Америка заради путинска Русија и нема да ги прифати тие путински погледи на светот, нели? Например, Кина веќе се уште не е потпишан тој фамозен гасен договор со Кина, тој е само во фаза на како меморандум на разбирање, значи поради тоа што во него го нема основниот параметар во било каков договор, енергетски договор, тоа е цената на гасот. Значи и Кина исто така се откаже од изградбата на делови. Не се случи таму некоја љубов голема кинеско-руска. Како ќе делува Путин во Сирија? Дали во кој правец ќе оди тоа? Ќе се зближи ли со Западот во акција за да се реши ситуацијата во Сирија или ќе се конфронтираат? И сега на Путин што му остана? После тие две карти кои изгледа дека пропадна Украина и Кина, сега му остана исламот, тоест му остана исламскиот свет. Можеби не сте знаеле, но сега Путин е во коалиција со Ирак, Иран и Сирија. Да. Тој Русија создаде своја коалиција како противтежа на ова што е предводено од Америка. И за волја на вистината, нели таа коалиција ја крепат само две целосни држави. Русија и Иран се целосни држави, а додека Сирија и Ирак денес се такви полусуществувачки ентитети, држави кои каде централната власт де факто не е, тоест централната власт де факто нема контрола врз некои територии, врз своите територии. Врз добар дел од териториите. Да. Од друга страна пак Иран е доволно силен сега после гасниот, тоест атомскиот договор и атомската сделка во јули што се случи, и тој ќе оди до крај тој не би одел до крај да се конфронтира со Русија, со Америка, за да се впише во некакви планови на путинска Русија, нели? Значи сега на Путин му е хоби исламската коалиција. Тој сега со тоа се занимава. А што се случува сега? Во Украина заврши војната. Што е со Украина сега? Тие објавија вчера објавија дека ДНР после таму има некакви преговори и после тоа се објавија дека тие преговори се крајни и ние повеќе нема да војуваме овде, тоест ги повлекуваат тешките хаубици, повлекуваат тешката артилерија во тој договор локален се наведува дека треба да се руските сили се повлекуваат. Да, проруските сили се привлекуваат со својата тешка артилерија. Да. И ако тоа го прифатат украинците кои засега со резерва гледаат на тоа, но овие објавија помпезно имало прослава таму во Донецк, дека и тоа значи нешто, значи тие имаат намера. Но Крим не го враќаат. Да. Крим си останува руски, тоа е веќе завршена тема, тоа е точно. Но тие најверојатно ова се случува поради тоа што Русија не може да војува на два фронта истовремено. Тоест сега темата Сирија е отворена. И што ќе се случува сега со таа руска област во Украина? Па ништо, тие сега ќе се договараат до каков степен на автономија може да се дојде во рамките на Украина. Во рамките, да. Путин уште одамна кажа дека Донецка и Луганска република, народните републики, така наречените, тие треба да останат во границите на Украина, да. Многу се зборуваше кај нас околу интересот на Русија на Балканот. На таа тема се правеа и конспирации, се поврзуваа со некои случувања актуелни кај нас. Кој е реално интересот на Русија на Балканот? Па, јас би кажал дека видите како се менуваат приоритетите постојано. Интересот на Русија во Балканот тогаш беше гасоводот Јужен тек кој пропадна, нели? Да. И сега засега таа не гледа некакво такво враќање како што тоест таква улога да играе како што беше пред неколку месеци кога се уште тоест на почетокот на годинава и лани кога се го зговореше на големо за тој енергетски проект за Јужен поток и за тоа како ќе оди трасата, дали ќе оди преку Бугарија или преку потоа преку турски тек од Турција и Грција преку Македонија. Тогаш Македонија беше во фокусот, нели, со Сергеј Лавров кој изјави дека откако
неуспешно стана отварањето на тој проект, кога веќе пропадна тој проект, дека нели Македонија можеби е жртва на некакви там геополитички игри и сето тоа Америка се меша. Но јас мислам дека сега фокусот на Русија е кон Сирија. Впечатливо беше што Руското министерство на надворешни работи во неколку наврати адресираше ситуации во Македонија, вклучително и оние настани во Куманово се огласи со свое соопштение, што не често се случува. Точно, да. Тогаш тој настан во Куманово сепак беше голем потрес не само за Македонија, туку и за целиот регион. И ние бевме на работ на некаква војна. И затоа тие сосема сериозно испадна со такво соопштение, мислам. Да, тоа беше во тој момент актуелно. Сега повеќе немаме, ние го протичавме, тоест дали е Русија некаква алтернатива за Македонија во таа смисла? Договорот во Пржина дали се нуди Русија за алтернатива доколку Македонија, да речеме, постои политичко расположение да се оди не кон западот, да се гради некакво стратешко партнерство со официјална Москва? Не сметам за тоа, бидејќи покажувајќи ги резултатите од средбите на Груевски во Америка, значи Груевски го промени своето, тој претходно беше за Русија, сега направи као салто мортале, сега е веќе со Америка, врачувајќи му таму награди на Џорџ Буш и сето тоа, значи не се очекува такво нешто, барем не од оваа власт, а за понатаму ќе видиме. Не се очекува никакво свртување кон Русија. Знаеме сега дека фокусот на Русија не е кон Балканот, туку е кон и на пример Путин, тој треба да знае, тој мора особено да истакне дека тој не се бори против исламот таму, бидејќи нели под паролата дека ние се бориме против исламската држава и дека тоа се исламски терористи кои можат да ја загрозат и нашата територија, и ние затоа одиме со војни интервенции и со трупи во Сирија. Значи тој мора да истакне дека тој не се бори против исламот, бидејќи може да биде сватен погрешно, и дека тој го заштитува вистинскиот ислам од невистинскиот. Бара исламските држави за борба против тој невистински ислам од борците од ИД, од исламската држава, нели? И затоа Путин стана сега, тој се занимава, тоа му е хоби, тој стана сега специјалист за и кокетира со ислама. И се соживува со улога, да. Како се живее во Русија, Борис, во услови на санкции од западниот свет? Како се чувствуваат тие санкции во Русија? Па види, Борјан, русите се навикнале на многу, имаат историја на многу потешки премиражја и револуции, и кризи во целиот 20 век, посебно после распадот на Советскиот сојуз, така што ова е, како да се изразам сликовито, мачки на кашлица за русите. Тие не е онаа... Каков е стандардот во Русија? Каква е социјоекономската ситуација? Како се живее просечен граѓанин во Русија? Ако се споредува со тоа каков беше стандардот пред војната во Украина од 2008 година до 2013, тогаш, посебно од 2011 до 2013, тоа беше најголемиот пик на руската економија и русите тогаш живееа одлично, тоест има повисок стандард, кој е, да речеме... Што значи повисок стандард? Која е просечна плата во Русија? Ако споредуваме со денес, например, тие изгубија 50% од своите примања со тоа што рубјата девалвира 50%, значи во евро или во долари, сега нивната плата е 50% пониска. Што е просечна плата во Русија? Просечна плата, например во Москва беше околу 1000 евра. Околу 1000 евра. Да, просечна плата беше, а сега е 500 евра. Со тоа што Москва е еден од најскапите градови во светот воопшто. А во Санкт Петербург е слично, да. Околу 1000 евра е просечна плата. Да, беше порано. А сега со девалвацијата стана се преполови. И затоа тие немаат веќе куповна моќ да патуваат во странство. Баш неќе читав една позната туристичка агенција, онлайн агенција, направила анкета дека околу 45% од испитаниците одговориле дека не планираат да одат надвор од Русија да патуваат во следните неколку месеци, значи во овој период кога почнуваат празници, кога обично традиционално русите патуваат за време на зимските месеци, патуваат во јужни краишта, одеа на плажи, на море, типично туристички, но сега тоа нема да се случи. Дали Путин по тој притисок на тие санкции одстапува од некои ригидни позиции кои ги имаше претходно? Не. Видите, санкциите
не влијаат врз внатрешниот распоред на силите во Русија. И врз надворешната политика на Москва. Само го зациментира власта на Путин. Само и консолидира и онака разделената општествена и политичка сцена во Русија. Сега става похомогенизирана. В смисла тоа дека санкциите му годеа фактички беа во прилог на Путин за тој да ги обвини овие или оние. Знаеш, Путин е специјалист за создавање на непријатели, знаеш. И се надам дека можам со ти да. Да. И дека тоа едноставно беше поволно за политичките елити таму. Да. На крај да резимираме, очекуваш ли промена на внешната политика на Русија по овие настапи и следби во Вашингтон и Њу Јорк? Промената се случи веќе. Русија сега е во коалиција со, што кажав, Ирак, Иран и Сирија. Во исламска коалиција. За нови тензии, нова епизода од тензиите со Западот и сега топката е на страната на Западот, кај Обама. Например, сега Обама се поставува прашањето дали тој ќе дозволи Русија понатаму да се вмешува со воени интервенција во Русија. Значи, во Сирија. Ако ме прашате мене, во Сирија. Ако ме прашате мене, секако ќе дозволи конечно. Тој нема да ја благослови Русија, знаеш, да ја рече добро, амин, може да одите, но тој веќе гледа дека Путин ќе се судрат Западот и Москва овој пат на теренот во Сирија. Не верувам, но тој е цврсто решен. Обама е цврсто решен да се вмеша, Путин е цврсто решен дека да се вмеша таму, тој веќе се вмеша и првите авиаудари или денови се случија вчера или некња и тоа се случи во руски стил, по рецептот на постилање на касетни бомби во градовите, во некои квартали на Хомс и Хама. Каде што под контрола на ИСИС. Тоа е прашање. Некои извештаи од теренот велат дека Хомс и Хама, градовите кои биле подложени на авиаудари деновиве, всушност се окупирани од опозицијските сили на Асад, тоест силите кои се противат на Асад и кои имаат... А не се со ИСИС, бунтовниците, против режимот. Тие се, има многу фракции таму. Некои се ИСИС, некои се таму Ан-Нусра, има некаква групировка, И сега, например, сега веќе се гледа дека, тоест со овие напади, се гледа дека Путин го поддржува, тоест ќе го штити режимот на Асад до крај. И тука е конфронтацијата со Западот. Што значи нова епизода на тие конфронтации со Западот. Но од друга страна Обама му дава можност на Путин, бидејќи, например, ако се анализира сето тоа, тој би му дал онолку време колку што му е потребно од Сирија да направи Авганистан, како што беше во 1980 година, кога Советскиот сојуз стапи отиде во Авганистан. Значи, Русија можеби и ќе испадне губитник, ако има и такви извештаи од теренот дека тие негираат дека има пешадија, но има извештаи од теренот дека има руска пешадија, така што тоа би било можеби погубно ако почнат да гират руски војници и тоа би гнев во општеството во Русија би создало. Борис Камчев, ти благодарам што беше гости во студиото на Нова. Уште една за ја препорачам, значи во Темплум издание Русија на Путин, записи од опачината на светот за подобро разбирање на она што се случува во Русија и нејзиното влијание во светот. Благодарам, Борин.